Општина Кавадарци ги утврди приоритетните проекти кои ќе се реализираат следната година со пари од новиот буџет. По средбите со граѓаните за тоа кои се нивни приоритети, денеска градоначалникот Александар Панов на пресконференција го изнесе планот по кој ќе работи општината следната година. Најави нова детска градинка на улица Ресавска, реконструкција на оградата на мостот кај градинката и Брушанскиот мост, изградба на затворено пазарче, аквапарк. Панов се надева дека до крајот на декември ќе се завршело и со проектот за паркирање. Почитувани сограѓани, во пресред на новата буџетска година 2017 година, а по извршените мои лични состаноци со претседателствата на урбаните и местните заедници од општина Кавадарци, би сакал со сите вас граѓаните на општина Кавадарци да ги споделам идните приоритети или идните поглавни приоритети на општина Кавадарци покрај тековните и редовните секоја година. За следната година од буџетот на локалната самоуправа ќе бидат издвоени финансии и тоа за изградба на комплетно нова детска градинка на улица Ресавска, за која што веќе е отпочната постапката за експроприација на земјиштето, до изградба на кејот на реката Луда Мара до Брушанскиот мост, за што се обезбедени финансии преку оперативниот буџет и буџетот на Вардарскиот плански регион, изградба на локалниот пат Сопот-Рибарци, за што неодамна имав усмена комуникација со министерот за транспорт и врски, каде што се обезбедени 75 милиона денари за асфалтен пат од селото Сопот до селото Рибарци, и тоа е комплетно проект кој што е изработен од локална самоуправа, а ќе се реализира со финансии од владата на Република Македонија. Комплетна реконструкција на старото училиште во селото Марен. Постапката околу реконструкцијата на старото училиште е веќе почната и во наредните неколку дена ќе отпочнеме со првата фаза од реконструкција на ова училиште, а за наредната година имаме дополнителни финансии да комплетно го завршиме реконструирањето на ова училиште. Наредната година ќе поставиме пешачки семафор на последното училиште од зацртаните 3 пешачки семафори, а тоа е пред основното општинско училиште Страшо Пинџур. Ќе извршиме реконструкција на оградата на мостот и тоа кај централната градинка, како и на Брушанскиот мост. Ќе изградиме затворено пазарче кое што веќе го градиме зад зградите Лепотици, како и ќе реконструираме противпожарната зграда, бидејќи во тезекашниот период не успеавме да обезбедиме сигурна локација заради генералниот урбанистички план на новата локација која што најверојатно ќе се обезбеди во наредниот период, а во склоп на спортската сала Јасмин. Уредување и реконструкција на неколку битни улици во градот, и тоа ќе ги набројам: Никола Минчев, улица Булевар Македонија, потоа кружен тек на Блажо Алексов, реконструкција на пристапниот пат до село Дреново, реконструкција на патот од Возарци до Брана Тиквеш, улицата Страшо Пинџур, Никола Минчев, Цветан Димов, 7 септември, Цано Попристов, Пано Мударов, Мито Хадживаселев Јасмин, Моша Пијаде, како и поставување на семафор на раскрсницата помеѓу двете улици Никола Минчев и Булевар Македонија. Секако, во декември оваа година очекувам да конечно се заврши паркирањето, а доколку наредната година со новата документација имаме интерес од страна на наши или граѓани од Република Македонија, дај Боже и надвор од државата, спремни сме да се реализира проектот Аквапарк. Наредната година, бидејќи се уште е во тек опремувањето, ќе го пуштиме во функција НВО центарот, како и ве информирам дека бизнис центарот и реконструкцијата на овој објект во собственост на локалната самоуправа е веќе во тек, а се финансира од нашиот буџет со поддршка на владата на Република Македонија и UNDP. За наредната година најавувам заедно со јавното претпријатие Комуналец инвестирање на 1,5 милион евра во колекторскиот систем, и тоа завршување на колекторскиот систем, односно продолжување на колекторскиот систем до подселото Марена, зашто неодамна на колегиум одлучивме дека е добро да се продолжи овој колекторски систем до подселото Марена и локацијата на идната прочителна станица на место во Глишич да ја лоцираме во селото Марена. Секако, овие денови се очекува подпишување на дозволата за градење на агроберза, кое што е при крај, и се надевам дека во наредната недела две ќе бидеме сведоци на сечење лента за изградба на
агроберзата во Кавадарци. Наредната година, покрај овие капитални проекти или проекти кои што ќе го скренат вашето внимание, нема да изостане и комплетно инфраструктура и инфраструктурни потреби на сите урбани и местни заедници, кои што неодамна ги сублимиравме во посетите со председателствата, како и граѓаните на урбаните и местните заедници од градот.